Јас мислам дека имаат други прашања за вас. Да, јас сакам да го прашам на овој бидејќи градовскиот иницијатор практично за оваа обука. Мислите ли дополнително пресретавање тоа да се раздолжува? Знае дека е возможно загадено веќе неколку години да се подготвено. И во интерес вие да ги замолчите невладини кои постојано не ви се бунати. Не треба да се. Ама, добро, јас сум дел од тие, да речеме. Им да ги замолчите, им нас да излезете во пресрета, како да размислите на кој начин, да биде задолжително чистењето и мерењето на проблемите материјали. Бидејќи се цело време се потенцира дека цело загадување во градот е токму во домаќинствата. И така. Реално е голем дел. Јас што кажам, не можете да внесете продукти кај граѓаните. Задолжително да се чисти, ние во моментот имаме премалку возачи за бројот ножици кои што ги користат. Сега ако им ставиш на луѓето во врска да го чистат запаска, тогаш имате проблем во создавање на можност да се одговорат за тази запаска. Понекако ствараме тој потенцијал кај вас. Значи, луѓе кои што ќе посетуваат поставата, кои што ќе бидат одличени чашари, да имаме определен капацитет, скопино преку 140.000. И сега ако ставиш така, имаш 200 чашари или 10. Невозможно е. Не се разбрахме, значи мислев на тоа намерење практично на секој. И си дојдат и една по една на крајот на денот, ние да не сакаме, одиме на географија, меѓу другото кога разбираме и начин на живење. Начин на живење тоа да е посебно со некои определени стандарди, кои е и идејниот газ. Така што полека се има на тоа, ние затоа овој период што е пробедно повеќано и преоден, предвидуваме 10 милиона денара за субвенции за чистење ножици. Секој што се пријави да отвориме во каквото време, да бидеме конкурс, секој граѓанин што се пријави да си го чисти ножикот, градот ќе партиципира материјално, парично во чистењето на ножикот по програма кој што имаме за пелети, кој што имаме за велосипеди, така ќе направиме и за ова. Со цел да стимулираме луѓето да си го чистат ножиците. 3 месеци ви трае. За да можеме да дајме тој чашки, за да можеме да дајме тој опас. Е сега, тоа автоматски значи некако вас ве помагаме директно, бидејќи ви ствараме работа. Не го оставаме периодот кој што сте на кој што се обука, знаете дека е сладен период. Наскоро до пуката добивате го определено на тоа место, значи го смислихме заедно со Министерството за труд и социјала, со Агенција за подготвување и е добро. Значи, се едуцирате, да не ви биде што се вика зијат времето поминато тука и после тоа кога ќе излезете вие како генерација, ние веќе ќе имаме таков човечки потенцијал за да можеме да објавиме програма за чистење на ножици. Во моментот немаме потребен број на луѓе. Ја ако ни се пријават 5000 луѓе, што правиме? Значи, мора да ги спремиш луѓето и полека да го направиме интересот, како ќе го зголемуваме бројот на сертифицирани чачари, така ќе создаваме можноста да воведеме задолжително чистење на ножици во мерка, што е последно. И ќе си биде последновски. Тоа се работи, не може нагло. Јас ако побарам од владата денес, ќе ми донесат пропис, едноставно немаме луѓе што може да одговорат на така што мислам дека во принцип има сериозен потенцијал оваа работа. Сериозен број на муштери, полека ќе се движи. Добро е да се обучи, така. Сакам да прашам во овој контекст, од кој ќе го завршиме, ќе завршиме обуката и ги добиеме сертификатите. Ќе ни треба некоја, како да кажам, финансиска инjekција за да може да ги обезбедиме сите потребни алатки, административни
конструктивни работи да се средат. Дали во таа насока градот има изготвена нека програма со што би помогна, за да можеме да ги имаме барем тие основни орудија кои што ќе бидат потребни за Цела слика гледате дека од почетокот веќе имаме решено е плански се решено, тоа кога изведеме да бидете самостојни субјекти на пазар. И што тој пазар ќе го стимулираме да би станат потенцијални поштери. Значи не е дека сме нашли нешто и најсакаме да направиме на крајот на денот за почист воздух сега. Погрешен е впечатокот понекогаш на нас луѓето и не мора да се запознаете меѓутоа, кога ќе се запознаете и вие во текот на програмата, предавачката Јас сум веќе очечар, така да... Инструкторката знае разликата помеѓу исчистен и неисчистен очак. Значи, да не речам дека може би 30-40% квалитетот на воздухот се подобрува во смисол на она што излегува од првиот очак и да ги положуваме сломанини. Имавме 2 пожара кои што беа предизвикани од жртви. Детовство имавме жртви и... Детово семејство, цело семејство. 4-5 деца и... Да, се ugуши. Куќа и... Не, години на назад не е работено на многу области, включително и оваа, и сега се обидуваме и ние да полека ставиш ред. Има работи кај што можеш нагло да направиш рез и да трнеш одутре и режеш бакарови. Ова не е таква работа. Ова е работа кај што мораш да направиш подготовка, тоа е во куња да попаш, да правиш. Не починеш од зид, треба да ископаш, да создадеш услови за темели, да иштемуваш, па после тоа да ги удриш темелите, па почињаш нагоре. Сега ние сме фаза на купање на дупка. Ама окей, не е едно, на 100 места. Знаете како велеме ни во градежништвото, оној момент кога ќе излеземе од земја, полесно е. Така се одвиваат работите во градежништвото, така и за семи треба тема. Ова е добра можност и после веќе кога ќе ги имаме ние како град зборувам перформансите, тогаш ја официјално ќе поговарам од владата да бидат донесени законски измени за задолжително чистење. Значи има еден период во кој што сите ќе се и ние и државата, меѓутоа полека зрееме и на или барем ќе поговорам така е трудно задолжение да биде спуштен од на локално ниво, па секоја општина си носи своја програма согласно перформансите кои што ги има, па ќе направи притисок на колегите градоначалници. Па и таму се говори луѓето гледаат, ако ти во Скопје направиш нешто, ово гледа се рече чекај зашто ти не предвидиш, ова е добро. Така што полека третираме работата. Океј, ја да не ве задржувам, тоа што требаше да го кажам, така што таа ми беше идејата да ви посетам добар курс. Може само јас да ви замолам нешто. Околу нивната пракса што ќе одвика и работодавач, сезоната не е баш на чистење на уџаци, а и погаење се чистат кој знае колку. Ако може да организираме некако барем 150 уџаци да ни најдете за да ги... за да можат луѓето да бидат обучени. Јас покушав таму да се видам обезбеденост. Супер. Значи праксата луѓе е супер супер. Имаме обезбедено 100 уџаци за практично да ја водиме на тоа. Па ви велам, системски се обидувам да поставиме еден начин на постојање. Обезбедени се уџаците, значи, така што да не се кирате. Тогаш на 15 септември добивате 10 учачари едуцирани и обучени како што треба. И јас ке можам да отворам програмата на градот за субвенционирање на чистење на воздух. Така што полека ќе доаѓаме до определени ниво. Луѓе, да не ве задржувам вас, имате своја работа, да си е моја работа, да ви посакам успешно да се образовате, успешно да завршите оваа работа. Ќе се видиме на обзорување на сертификатите, сигурно, а после тоа здрави води ќе се работуваме ние по град, вие како луѓе што се написаме. Океј? Ајде, не биде. 10 милиона се своји 60 милиона евра што ги дајаме ние на субвенционирање 160 милиона. Немам намера да имам приходи со скорошение на мој, кој нема готова фирма сикот.
Само да работам къде? Ја ќе да работам никога. Ајде, живи здрави, успешна работа да имате. Дали ќе сакате да видите просторијата со природата? Да. Може ли колешките да дојдат, кандидати мала пауза? Може така? Ајде. Знаеш кој? Одмах мајка. Ајде види дали е отклучено. Ема да е отворено, праша отворено. Добро, отворено не е проблем. Треба да не е. Не е отворено. Само се седа унесе. Не е отворено. Ти кажав на сумчица ќе остави не. Добро ли е? Кој ќе каже што ќе ќе ги видите кога нас не е ништо сте никако 18 да речеме некои 200 евра динар веќе може да се. Значи како и Ѓура денес, како што јас сметам, Добре, не е малку помошно нагледни средства, потешни не, нагледните средства се нагледни средства, ги поведно од... Не бе, знаеш да им даеш четки метки едно прво Четки метки, ама и тоа не изгледа може. Не, спорам да завршат, да ги помогнем да им покривал се на малко. Да, делото ќе било под нашето училиште. Ама они не викија, да се разбереме, вие не викате дека ќе ни ги платите тоа што ние на нив ќе купиме одела и комплетно капи за опрема. Значи, ама јас се секирам, за се секирам и се да се кажам. Што е потребно ќе заврши да ги знаме. Затоа што реално мислам дека е окей цела прича. Луѓе не ја контаат причата. Знаеш, како го бевме седно почна да се смеат. Сите луѓе се смеат. Да, мене највише ми се смее. Што ќе значи чист прожак е... Се питам се сега на колишки. Прво, намалува количина на соборен дрва. Броја. Тоа е цело и дрвата и пелетите да научат што е адекватно за дека треба да Не, она што не може. Ако си го изчистиш ожакот, ќе потрошиш помалку дрва година. Добро, ме сончица, ништо не ти правиме откучи, не се паничи. Не се паничи, а после... Не е страшно. Што не се скапуцени алатите. Да, скапуцени. Иде, сега сме
како треба, што треба. Ова не е како Македонија функционираме, ама таму имаме плюс резервни делови, така да имаме малку еден дел пракса овдека, каде што и ќе го изцитаме, тој ќе го направиме како треба, па да се види. Овдека имаме на камин печка, да речеме, која што е едно од најсовремените на тимсте, каде што има неколку начини на долог на воздух, кои што одлично функционираат покрај ова, тоа што нели го имаме на облакот, покрај ова што овдека се случува, имате трето долог на воздух, кој што е од позади, кој што ствари не може да се затвори. Ова може да се затвори. Ова може да се затвори, ама овде не може да го затвори. Од овде им влегува воздух и го подпомага горење. И на тој начин станува еколошка, затоа што немаме стварање на водена парја, немаме пригушување на горењето, а со тоа нема моноксид, нема јадровен диоксид. И тоа е целата работа. А и башка што нели овие киселите тоа што е од азотните оксиди, од сулфурните оксиди што се состават. Една од најсовремените, а башка си го има ова за фино ставање дрвца. Баш ти добро. Има мал простор за малачка. Убедува тимсте на направи еден розпред. Малко оджак розпред, за да може да функционираме нормално. Да, обичам ова што функционира, се обидов што е можно по современи примери да имаме, за да знаат за како да. Лесно се стави да печки сите помогу да повеќе да знаат, но они да помогу нешто, да знаат што да прават, јас ќе обезбедам за предавачи. Teams ќе обезбедив и овие што за предавачи. Добро, подоцна ќе имаме и за безбедност и заштита при работа предавач специјалист за тоа, така да и овдека се четките, она што е само не пипките, кои што се челични, јас редовно ќе се разбрвавам, ќе се помогам од нив. Значи сите си имаат своја намена, како што, па колку не кошташе сето ова, околу 200 евра, па толку да. Значи ова што е тука од алати кошта 200 евра, затоа дела 100 до 200 евра, 200 до 300 евра ќе покрие, тоа што немаме сајла, тоа што треба да ни ја направи. Тоа што не знам како ќе платиме, тоа што приватен човек ќе прави продавачка и сега нели тие работи дека законски да се изрегулира и така. Розетни, шпакли, се она што може да треба, дури чеките се овие за чистење, овие за пепелта, кој што треба да се сугрети, јес. Специјални модели имаме гледалцата, нешто треба да се пикнат, да се види. И имаме од овие електронските направи, кои што коштаат. Јас би сакала да имаме оној анализатор на касови, точно, тој со зум да се пика ова, точно ти дава, видите во ова што ви го дава сега, има такви анализатори, што точно се гледа. Со толку, со това толку. Јаглероден моноксид и диоксид, сите што се релевантни касови ги давајќи од читува овака и веднаш како фискална. Изгодни се и има уште еден апарат кој што е убаво да се има е за атест почеци. Тоа е баш една апаратура, ама не се постигне. А овие апарати не има неколку фирми што се само хорска работа со тесто и добри се. И она што се вади фискална сметка, така вади извештај точно кој газ, колку е ова и оно што до почеток мене ми беше чудно. Тоа има врска после за начин на чистење може или не? Има врска за репарација. Јас исто не го сватив од почеток првите пракси, не го сватив зашто ствари што и кога ти реча джачарите на студите, вика сте го сервисирали уредот, викам како знаете дека го сервисирала, вика според количината на според составот на газот, точно кај нас не добре разбираш. Тоа е екологијата. Тоа е екологијата во
водачарството кое што мислам дека ич не смеме да занемараме. Јас што знам податоците се дека квалитетот на постапот изгубен или не квалитет како го Така. земеш, може да се подобри за 40%. Во смисол на штетно ги излезни гасови да ги намалиш тие работи. Би требало. Ама мора да се направи водачарска служба. Ама служба која што стварно имаме податоци што се Да се случува. создадеме луѓе. Еве јас се Создадена, ама во училиштето ние во редовна настава запишуваме џача. Ама немаме, ние на територија на Скопје не знам, 20 дали. Моментов не знам, не сакам да кажам Не, дека правилно. формалното образование, Ама ние или веќе веќе има општина или не има водачарска служба. Ама ти сега Скопје имаш преку се 40. Не може да си играш и 60 20 така нешто. така. Треба да произведеме неколку години да произведеме каде Да, мора да се види што повеќе. Јас навистина цела година се трудам да им ставам некои работи во глава. Ето да зимо пак е болje да се каде. Тогаш пак ќе да Не да може ли со наше училиште да се сликнеме баш како и колешки? Молам. Ајде, обука, управа, повелете. Ајде да сме се на студо. Може некој да се сликне исто. Чекај, може да Имаме за нас. Ајде, момент. Како рековме, само да не сме дете. Пословите. Не сум бре. Се гледаме, тука сме. Било што да треба.